Значи, можем да поставам без прашање, меѓутоа ќе го искористам присуството на градоначалникот, ќе го поставам само 3-4 кои мислам дека се битни и во интерес на граѓаните на општина Битола. За денес си го правдам паушал, а моите колеги од десната страна, што треба да реплицираат на мојот одговор и тие да си заработат паушалот, а таму и оној колега од последните редови што запишува што се ќе каже на ова говорење. Толку за уводот, да премине на прашање. Господине соначалничи, дали јавното предпријатие Ниско градба не ви по кефот? Ве прашувам за неколку работи. Прво, опозицијата предлагаше на јавното предпријатие Ниско градба да му се дадат паркинзите во Битола, да му се даде да стопанисува стојаното осветлување во Битола, да му се даде дел од погребалните услуги, со што јавното предпријатие Ниско градба не ги имаше потреба да изголеми цената 100% и да земе кредит за успешно работење. Со оглед на тоа што ви бидејќи не присуствувате на минатите седмици, јавното предпријатие Ниско градба работи со задруга. Тоа е едното прашање. Второ прашање, што општина Битола ќе добие со давањето под концесија на паркинзите и јавното осветлување? Колкав е бенефитот за општина Битола? Трето прашање, колкава ќе биде финансиската конструкција? Целосната финансиска конструкција намала да е 100%, нека 95% ќе веруваме на мостот Чудо, што го градите и да ме наречениот нов мост или мостот до стариот црн мост, и да ми одговорите, бидејќи имаше застој во изградбата, нивелирањето на мостот. Значи, некој дали направи грешка во проектот, дали нешто е изградено надвор од димензиите, Битолчани го прашуваат, бидејќи јас како што гледам таму сега ние проподинуваме нивото на патната инфраструктура да дојдеме до нивото на мостот. Значи, ова мене ми изгледа, ако дома купиме намештај, не го бери во вратата, ќе мора да ја отрупиме станот. Друго прашање што сакам да ви поставам, за денешната седмица, точката 25, е укинување на Центарот за развој на туризмот во Битола. Прашувам зошто. На минатата пресконференција кажавте дека постојат некои други алтернативи и други програми кои ќе бидат реализирани за развој на туризмот во Битола. Ова е вашата изборна програма, која ги добивте изборите во Битола, и тука се сите точки што се наведени за развој на туризмот во Битола. Интересни, намерак човек да ги чита, си влегуваат во очи, меѓутоа ние како град ќе мора да живееме од туризм. Што сме направиле да ги привлечеме туристи? И таа институција што е формирала овој совет да не се укинува. Зошто ако ќе треба да го земе туризмот, да им одделиме повеќе средства, дека се вработат таму плюс други луѓе, туризмот ќе мора да го развива. Ете, сакам да влегувам тука во овие детали. Меѓутоа, тоа е тоа.